Со традиционална овчеполска свадба, учениците од основното училиште Методи Митевски Брицо во Лозово на своите пријатели од Бугарија, Португалија, Шпанија, Турција и Романија. Преку традицијата, храната и културата, успешно им ја презентираа македонската историја и идентитет. Во рамки на Еразмус програмата, преку проектот За сите има место под сонцето, во село Ѓуземелци по 15 години молк, деновиве повторно се слушна свадбарскиот тапан. Во услови кога сите не негираат и кога се случува да и ние самите се негираме, односно поединци не негираат како нација, ние покажуваме дека ние сме една посебна нација која што се вика дека сме македонци пред се, која има сопствена традиција, сопствена историја, сопствени обичаи и денес преку оваа овчеполска свадба, преку оваа манифестација сакаме тоа да го покажеме пред целиот свет. Впрочем и самиот проект се вика За сите има место под сонцето, бидејќи сакаме сите да не почитуваат на истиот начин како што ние ги почитуваме нив. Симулирањето на овчеполската свадба почна точно напладне. Облечени во традиционални носи, сватовите се собраа во дворот на младожењата. Со песни и јора го развеселија селото, во кое сега живеат само стари луѓе. Може ли да ни кажете кога последен пат имаше свадба во селото? Последниот пат пред 15 години имаше. И од тогаш, од пред 15 години, тапани Не е мало, не е мало. Откако сватовите и младожењата пристигнаа кај невестата и на вратата ги закитија со цвеќенца, се продолжи со обичаите. Младожењата проба да си ја купи невестата. Врни назад. Уште е голема, ајде. Стави пара. Так слагаш. Нема ли некој книжно да се види дека? Добро. Беа опфатени сите обичаи традиционални за овчеполската свадба. Се даруваа кумовето, се кршеше погачата. Треба ли да се зачуваат ваквите традиционални свадби? Да, треба да се зачуваат, пошто тоа е од старо време традиција и е многу убава, значи што народ има што си ја поштуваат, ја мислам дека треба. Али младите тоа сега го изоставуваат. 13 годишните Памела Стојанова и Давид Трајчев ја има најтешката, а истовремено и највозбудливата задача. Тие беа олицетворени на овчеполските зети невеста. Денес во рамки на овој проект вие сте невестата. Колку време се подготвувавте за овој настан? Па една недела веќе. И што научивте, што сознавте, ги изучувавте ли македонските народни обичаи? Да, ги изучувавме македонските народни традиции. Исто така научивме дека треба да ги почитуваме традициите и уште многу време да постојат. Така. Што е со носијата? Тешка ли е македонската невестинска носија? Па да, тешка е. Колку време ви беше потребно за да ја облечете, за да се спремате како типична македонска невеста? Па околу 1,5 сат. Се уште сте млад вие, нели? Но еден ден кога вие ќе бидете вистинскиот младожења, ќе ги практикувате ли еве македонските традиционални обичаи? Да, тука сум роден и така ќе си остане. Запознали многу пријатели, од каде имате? Да, Романија, Шпанија, Португалија, Бугарија.
Има. Какви спомени ќе се вратат вашите пријатели од овде? Со многу впечатливи спомени. Така, на што ги научивте, што им пренесовте, што им кажавте? На македонските традиции, македонските ора, обичаи, културата, народот. 3 дена, 20 ученици и десетина наставници од Турција, Бугарија, Шпанија, Португалија и Романија им беа гости на основното училиште во Лозово. Се вроди од таму кога ќе бидеме домаќини во овие мобилности кога патуваме помеѓу земјите една со други кои се наоѓаме во рамките на проектот, односно конкретно во овој проект. Имаме гости моментално од Шпанија, Португалија, Романија, Турција и Бугарија, па се одлучивме и решивме на еден ваков потек да го покажеме она што е наше автентично, културолошки, со традициите уназад како тоа било, начинот да го обележиме, обичаите кои се вметнати во самото одење од едната страна на момчето и другата страна кон невестата, зимањето на невестата од незината куќа, потоа носење во црква, а детите пред црква, и се одлучивме до таму да и оној свечен момент кој е самиот ручек или прославата, вивната преку оро, музика и се она што на нас не одликува како нација, односно македонската. Во Европската комисија за образование да покажеме дека можеме заедно, дека за сите има место под сонцето без оглед на која вера припаѓаат, на каква култура имаат, каков јазик зборуваат, можеме заедно и можеме да покажеме на младите генерации дека само така напредокот е неизбежен. Вербата кон подобро утре. Сакавме малку од малку да го ловиме моментот на архаичниот начин на свадба. Што може да се поврати, ги повторно ги едуцираме децата, колку можеме, колку по програмата смееме, ги едуцираме. Баш и свадбава е со таа намена. Со народни инструменти, сега ќе продолжиме со кавал, со зурла. Така можевме да ги слушнеме оние старите македонските песни, така, Корен се, како беше... Свадбарските песни, цреше се од Корен Корнеше, кажи ми наде вистината, што се баш архаичните македонски песни за свадба. Гостите задоволни од храната, гостопримството и убавините на Овчеполието. Велат дома ќе се вратат с убави спомени, кои никогаш нема да ги заборават. За нас е ова сосема различно што го видовме денеска, она што го одглумивме денеска е сосема различно од сето тоа ние што го имаме, но во тоа е убавината на животот. Да се соживееш со разликата и да бидеш дел од она што е различно од тебе, затоа што си многу побогат. Затоа сме многу среќни денеска што сме тука во Лозово и благодарни како на сите координатори од проектот од другите европски земји, на координаторката од Лозово, на директорот на училиштето, на градоначалникот на Лозово што ни го возможија ова, да бидеме дел од оваа церемонија, која што е наречена силата на нашите соништа, бидејќи сите ние имаме соништа и веруваме во нив. Овој пат ние бевме сведоци на македонските соништа. Здраво, јас сум Алисија и доаѓам од Шпанија. Дојдовме минатиот понеделник. Овде во Лозово е многу убаво. Ми се допаѓа храната, превкусна е. Луѓето се многу убави и добри. Јас сум Рут, имам 14 години и исто доаѓам од Шпанија. Запознав многу пријатели. Тоа е тоа што ќе го понесат вашите пријатели назад во Шпанија. Што прво им понудивте, што им укажавте? Нашата традиција, нашата храна, другарството. Овие моменти се доживуваат еднаш и ќе ни траат за цел живот. И останете, предпоставувам, во контакт. Да. Секогаш ќе останеме во контакт со нив и многу ми е драго што сум дел од овој проект и имам можност да се стекнам со нови пријателства и да покажам својата традиција. Целата церемонија заврши со заеднички ручек како што доликува на секоја свадба во дворот на една од најстарите цркви во Овчеполието, Свети Ѓоргија, која датира од 16 век. На ручекот кој присуствуваа учесниците, но и жителите на село Ѓуземелци и Лозово, се гоштеваа со традиционалните јадења, пити, граф со колбас и вкусни домашни пинџури со компир и пиперки.